4 без 20 поручок неголемата гужва, имат поставено 2 семафори, значи на самиот влез на автопатот 2 семафори, нешто што е незамисливо за кај нас. Видете што се дешава, значи по 2 коли пуштат и јас и овој до мене. Луѓето што го пратат овој канал знаат дека каналот Австралиски живот се базира на таа имигрантска тематика, значи ја сакам таа имигрантска приказни покрај сите видеа кои се поврзани со имигрантската сторија на обичниот човек овде во Австралија, нормално нашинците. Секако дека ќе најдете по некој вакво видео за сите вас кои планирате да дојдете во оваа земја, без разлика дали се работи за долгорочен или краткорочен престој, ова видео е за сите вас. Па на крајот на криштата му има доста љубопитни луѓе кои ќе ги заинтересира ако видат нешто од патиштата во Австралија. Пред да се отвори било каква дискусија за возачките во Австралија, мора да се спомни дека овде се вози на левата страна од патот, значи обратно од кај нас. Како што гледате, од десната страна, најдесната линија на овој автопат е најбрзата, така да ако не ви се брза, може да се вози по средната линија, додека таа најлевата линија, таа најспората и линијата која е најлево се користи за да се излези негде во зависност каде патувате. Што значи, ако се вози на левата страна, нормално како повеќето земји од Комонвелтот, воланот ќе ви биде на десната страна, сопатникот кој е со вас, ако патувате со некој, ќе ви биде од вашата лева страна. Значи во Австралија кој ќе се зема возачка дозвола, ако тргнувате од нула, значи почнувате, значи има неколку категории или статуси на таа возачка дозвола, што значи дека пред да ви биде доделена целосна возачка дозвола, вие ќе се стекнете со статус Л почетник, што е баш на почетник. Ако е, например, за мене 110 со полна возачка дозвола на отворен пат, за тој почетник со таа возачка Л ќе биде, не знам, плика негде 80-90 и ви дават некој одреден период, ајде кажеме негде неколку месеци, не знам, 5-6, можда или година, не знам отплика, само знам дека има една категорија која е за тотален почетник. После таа категорија за тој почетник, вие ќе добиете статус П или провизионална, значи П, али провизионални има две, има зелен и црвен, така да кој ќе го помините овој цел период, мислам дека отплика негде се работи за 2 години од статус почетник па се до таму до тие зелено и црвено провизионална возачка дозвола, вие ќе се стекнете конечно со статус, нека и се мотновеќе од левата во најдесната. Ќе се стекнете конечно со една полна возачка дозвола со која ќе можете да ги уживате сите права како сите останати учесници во сообраќајот. Пример, можете да возите со максимална дозволена брзина овде во Австралија, која е 110, а претходно не ви беше дозволено со П или со нормално со таа Л. Сега ако сакате да земите кола, рачунете дека таа кола треба да се регистрира. Да регистрирате возило, ќе ви бидат потребни неколку картони овде во No Vision Wheels. Велам овде во No Vision Wheels, пошто законите се различни во секоја држава во Австралија. Пример, во No Vision Wheels да се регистрира возило, ќе ви бидат потребни тие 2 картони, Pink Slip и Green Slip, или розев и зелен картон. Зелениот картон служи како, двата се задолжителни, зелениот картон служи за еден вид на оштета, ако не де Боже има повреден учесник во сообраќајот, додека тој Pink Slip или розев картон ја утврдува исправноста на возилото. Значи секоја година пред да се регистрира возилото, мора да се набави овај Pink Slip или Green Slip. Тој розев картон се набавува од механичар, значи секој овластен механичар е поврзан со, ајде да кажам, автомотосојузот овде на шоферите, по наши. И кој ќе утврди автомеханичарот дека вашето возило е исправно, тој пушта сигнал до овластените лица дека ова возило е исправно и може да се користи. Додека тој зелен картон се плаќа на интернет и така да возилото ваше ќе биде комплетно, ќе биде регистрирано и ќе биде спремно за се пушти во сообраќај. Освен ако возилото не е регистрирано и е со помината регистрација, таму не знам, неколку месеци, ќе ви биде потребен плав картон, што значи дека тој плав картон или blue slip ќе морате да го набавите од механичар, да се утврди исправноста на возилото, значи возилото не било возено неколку месеци и ви го барат тој плав картон за да се утврди дека возилото е исправно. Тоа е процедурата за регистрација на возило овде во No Vision Wheels, додека во престолската територија кај што се наоѓа Камбера, мислам дека таму може да се слободно да се
само се плаќа еднаш во годината, мислам дека не му барат розеф или не знам плав или ваков таков картон. Исто така и во Викторија, значи во Мелбурн не се потребни овие работи, единствено таму кој се во Викторија кој ќе се продава возилото, му барат сертификат дека од механичар дека ова возило е исправно, со цел тој што ќе купува возилото за да види, за да му послужи како доказ и нормално за да му поможи да донесе одлука дали да го купи тоа возило или не. Ова е еден од тие сообраќајни тунели кои се изградени во последните 5 до 10 години. Брзината која е дозволена, максимална дозволена брзина е 80 км на сат и редовно ги пратат возилата, значи има камери на секој чекор. Инаку кога станува збор за овие тунели овде во Сиднеј, можам да кажам дека градот е целосно раскопан во последните 5 до 10 години. 5 до 6 милиони луѓе живеат во овој град. Пред да се започне со целосно, со масовно раскопување во подземјето на Сиднеј, значи по моја проценка негде да се вози комбинирано меѓу семафори и отворен автопат пред едно 20 години можда да се поминат негде од 80 до 100 км, кога што е долг Сиднеј, сигурно минимално би рекол негде од 90 минути до 2 сати, додека денеска со помош на овие тунели, а ги има многу од едниот крај на другиот крај може да се стигне 45 минути до 1 сат. И без разлика во кое време од денот се вози, пошто знаете дека еве моментално е 4 сато, поручек може да биде преполно со коли, значи луѓето си бегат од работа. Возачка за кола во Австралија е класа C. Инаку класа C е скратеница за кар кола на англиски. Ако имате класа C на вашата возачка дозвола, нормално дека ќе можете да возите било каква кола која е полесна, мислам, од 4,5 тона. Сега пред класа C има помала возачка која е за мотор, значи класа R, скратеница за рајдер, јавач, се мисли на мотоцикл, на мотор, така да ако имате намера во Австралија да полагате за возачка за мотор, треба да одите за класа R. Понатаму, после класа R и класа C, значи за мотор и за кола, наредната возачка е LR, значи со латинично писмо класа LR, која скратено е за light rigid. Во превод на македонски некако би дошло некое мало комерцијално возило, што е потешко, да кажам, од 4,5 тона, али полесно од 8, така нешто прилика. И заборев исто да спомнам дека со класата C, значи со возачката за кола, исто така можете да возите луѓе, значи во некое помало комбе, до 12 патници. Додека со LR, значи за light rigid, може да возите луѓе над 12 патници. Значи овие се некои помали возила, комерцијални како комбина, како некои мали автобуси, што значи дека може да возите над 13 патници, а исто во истовремено мора да биде возилото полесно од 8 тона. Наредна возачка после LR е поред MR или во превод скратеница medium rigid. Во превод на македонски medium rigid би било некоја средна големина на возило, значи тука спаѓаат и мали автобуси. Сигурно е дека може да се вози помал автобус, сега не знам тие градските автобуси во Австралија во која категорија спаѓаат, може ако случајно некој вози автобуси, ако го гледа ова видео некој од Австралија може да ни потврди за конкретно за класата MR. Во секој случај MR се работи за средна големина на возило, може да биде потешко од 8 тона, се додека возилото се движи на две осовини. Значи ова е таја некоја средна големина на возило, medium MR или medium rigid. После medium rigid сега влегваме во тешката категорија на возила. Ако некој има желба да вози камион во Австралија, треба да се снабди со HR или скратеница за heavy rigid. Heavy rigid значи некое тешко, крупно, габаритно возило. И двете последни најголеми
класи на возачки во Австралија, доколку ги имате на возачката, ќе ви овозможат да ги возите најголемите товарни возила, камиони со приколица, цистерна со две приколици и така натаму, а тоа се MC и HC, односно MC е скратеница за Multi Combination, HC за Heavy Combination, али мора да се спомни доколку ги сакате да ги придобиете овие две последни класи на возачки во Австралија, ќе мора да поминете извесен период да возите еден обичен камион, да се стекне едно искуство, значи така му е скроен системот, значи да се стекне едно доволно искуство за да може да ги управувате овие две најголеми возачки по ранг во Австралија. Ако имате некој прашање, слободно поставете го долу во коментарите и се гледаме во ново видео. Ве поздравам и секој добро. Чао!